Почитувани припадници на армијата, почитуван председател на владата, почитувана министерка за одбрана, почитуван командант на Сдружените сили на НАТО во Неапол, почитувани присутни. Пред точно една година станавме полноправна членка на Северноатлантската алијанса. Патот до членството беше долг и тежок. Чекавме 20 години, најмногу од сите кандидати во историјата на организацијата. Но и покрај сите одлагања не се откажавме, затоа што тоа беше и останува наша клучна стратешка цел од независноста до денес. Со тоа ги заокруживме заложбите на повеќе парламентарни состави и влади и ја материјализиравме поддршката која во континуитет ни ја даваше огромното мнозинство македонски граѓани. И пред членството ние ги споделувавме вредностите и принципите на Сојузот. Спроведувавме реформи во одбраната, се проверувавме на заедничките воени вежби, учествувавме во ризични мировни мисии и на тој начин активно придонесувавме за нашата и за заедничката безбедност. При тоа бевме свесни за една вистина. Членството во НАТО не е гаранција дека веќе нема да се соочуваме со предизвици, бидејќи тие се неминовни за секоја држава во светот. Меѓутоа, членството е гаранција дека кога ќе се соочуваме, нема да бидеме сами и дека нашата подготвеност за отпор и за одбрана ќе биде мултиплицирана. Нашата прва година од членство токму тоа го потврди. Пандемијата која што започна како здравствена криза, брзо прерасна во економска, социјална и еколошка криза. Ние и светот претрпавме непроценливи човечки и огромни материјални штети. Се уште е многу рано да се согледаат сите долгорочни последици од оваа несреќа. Но едно е очигледно. Целиот свет живее во епоха на исклучителна непредвидливост. Се менува не само бројот и интензитетот, туку и карактерот на безбедносните ризици и хибридни закани, кои се прекомплексни за менаџирање и за најмоќните држави. И токму тука се предностите од членството во НАТО. Имено многу од проблемите со кои како држава се соочувавме пред пандемијата и пред членството не исчезнаа, но станаа полесни за носење. Денес над нас, како символ на нашата поврзаност, прелетуваат војни авиони на НАТО, кои се дел од воздушното патролирање и заштита на нашето небо, кој е дел од заедничката евроатлантска територија, предмет на колективна заштита. Веќе една година учествуваме во сите работни комитети и тела и носиме заедно стратешки одлуки. Како рамноправна членка, имаме целосен пристап кон најрелевантните информации со кои располага Алијансата. Тој механизам за размена на информации ни помага да ја превенираме опасноста и подобро информирани да креираме политики и да носиме одлуки за виталните безбедносни и надворешно политички прашања. Во исто време, дел сме од координативните механизми на НАТО за справување и со хибридните закани и кампањите за дезинформирање на јавноста. Во однос на пандемијата, НАТО беше и се уште е ангажиран здравствената криза да не премине во безбедносна. Преку солидарните механизми на НАТО, уште на самиот почеток, добивме неопходна медицинска опрема и материјали, но и споделено знаење и искуства. Ценети присутни, во овој период на глобална неизвестност и геополитички тензии, НАТО е важен стабилизирачки фактор за Северна Македонија. Но оваа поддршка и солидарност е двострана. На наша територија, во услови на прогласена кризна и воена состојба, ја ангажиравме армијата како поддршка на Министерствата за здравство и за внатрешни работи и на единиците на локална самоуправа. Продолжуваме со учество во мировните мисии. Во моментов, припадници на армијата се дел од мисијата решителна поддршка во Афганистан. Во ноември 2020-та за прв пат станавме дел од мисијата КВОР на Косово, со што почнавме да придонесуваме директно и за стабилноста на регионот. Со цел да ја засилиме отпорноста на државата кон новите и старите закани, продолжуваме да вложуваме во модернизација и развој на армијата. Во тој дел, меѓу претседателот и владата постои консензус
за прецизна временска рамка кога треба да ја постигнеме целта за издвојување на 2% од БНП за одбраната и не имаме намера да го испочитуваме дадениот збор. Но во исто време, за да бидеме подготвени за пост-ковид светот, еднакво важно е да ги негуваме темелните вредности на Западната алијанса: слободата, демократијата и владењето на правото како основни предуслови за економски и социјален развој. Почитувани присутни, иако оваа годишнина ја одбележуваме во воредни услови, со колективни штети и многу лични трагедии, не смееме да го изгубиме од предвид вистинското значење на овој ден. Нашата прва година од членство беше истовремено и една од најтешките години во поновата светска историја. Но на предизвиците сега не им гледаме во очи сами. Со нас се 29 држави, 29 демократии, 29 моќни армии, 29 наши пријатели и во добри и во лоши времења. Драги пријатели, посакувам идните годишнини и јубилеи од македонското членство во НАТО да ги прославуваме во помирен и побезбеден амбиент. Ви благодарам.